Платите на службениците во јавниот сектор да се усогласат со порастот на минималната плата, побара Конфедерацијата на слободни синдикати. Во моментов, велат, за голем број на работни места е предвидена плата близу до минималецот, а разликата меѓу примањата на високообразованите кадри и оние со средна стручна подготовка е драстично намалена. Платите во моментов не се усогласани, а тоа е кршење на колективните договори, обвинуваат од КСС. Ред 4, што е носител на дејноста на државниот и јавниот службеник, веќе паѓа под минималната плата. Знаеме, согласно законот не може да зима помалку од минимална плата. Носителот на дејност со високо образование од 22.020 денари се стеснува на помалку од 5.500 денари, а знаеме дека пред само 2,5 години, согласно платите кои што беа изработени и коефициентите, беше повеќе од 9.000 денари. Изедначувањето на платите е особено забележливо во дејноста детска заштита. Од синдикатот обвинуваат дека работници со различен обем на работа земаат иста плата. Ако почнеме од хигиеничар, чувар, кој што има најмалку бодови, па да завршиме со помошник готвач, кој има најмногу бодови, сите овие 5 работни групи измеѓу што се имаат иста плата. Изедначувањето на платите во јавниот сектор мора да се надмине, велат од синдикатот. Со секој пораст на минималецот бараат коригирање на платите во администрацијата. Минималната плата во моментов изнесува 14.500 денари. Бизнисмените и овој пат предупредија дека растот на платите треба да биде според можностите на компаниите и дека треба да биде проследен со зголемена продуктивност на кадарот.